Религија или вистинска верба? Што значи вистински да се верува во Бог, без сомнежи и стравови и со целосна сигурност дека тој не води и штити секогаш на вистинскиот пат. Што значи вистински да се верува во Бог? Да се верува во Бог значи да се бара Бог, како што вели самиот Спасител Господ Исус Христос, да се љуби од сето свое срце, сета своја душа, сиот свој разум и да се љуби ближниот свој како самиот себе. Што значи дека човекот, ако се сака вистински самиот себе, тогаш тој во себе ја бара и причината и смислата за своето постоење, односно е гладен и жеден за Бога и на тој начин и преку молитвата и преку практичниот начин на живот во црквата го наоѓа Бог или Бог му се јавува. Некогаш тој пат секако е макотрпен како и нашиот живот, исполнет со многу препреки и искушенија. Меѓутоа, ако сме уверени и навистина веруваме од сето свое срце, како што спомнавме, од сета своја душа, со сиот свој разум, тогаш навистина ќе видиме дека Бог не е само околу нас, туку и Бог е во нас. А тоа е самата смисла на човечкото трагање во овој живот, да го најде Бог во своето срце. Како да препознаеме човек кој што навистина го носи Бог во себе? Што е поразлично во неговите очи? Како да препознаеме? Најдобро е да се спознаеме самите себе си прво. Значи да се потрудиме во нас да живее Бог и ние да живееме во Бога. Тогаш светлината на Христовите зборови ќе бидат и Христови дела преку нас и на тој начин луѓето самите препознаваат кој е навистина добар човек, кој е добар христијанин, затоа што прво треба да бидеме добри луѓе за да бидеме добри христијани. Значи невозможно е човек да биде добар христијанин, да ги запази сите оние верски норми како што се пост, молитва, присуство на света литургија, причестување, чинење на добри дела, ако сето тоа не го прави со љубов и од сето свое срце. Ако не го гледа другиот човек како образ Божи, како да се гледа самиот себе си во Бога. Затоа потребно е самите да се спознаеме, а луѓето секако е важно да го видат Бога во другиот човек, бидејќи сите луѓе сме создадени според образот Божи, така да сите луѓе ја носат таа икона Божја во себе си. И на тој начин треба да се потрудат и да живеат, односно да се интересираат. Човекот во денешно време се интересира за многу работи, меѓутоа не се интересира за својата душа, не се интересира за својата припадност според верата, зашто е крстен, што се неговите должности, што се неговите права, што е неговата смисла и цел во животот. Значи, човекот треба да се занимава со самиот себе и својот личен однос кон Бога, а секако луѓето тоа ќе го препознаат по добрината, бидејќи каде што има мир, радост и добрина, таму е самиот Господ. Зошто крштевката е многу важен дел од еден христијански живот? Па на тој начин стануваме членови на црквата и смислата на крштевањето е наша припадност кон црквата и таа ни го отвара патот кон светите тајни на црквата, преку кои го осветуваме нашиот живот и се приближуваме, односно стануваме едно со Бога. А тоа е преку литургијата, како најважна служба и најважен дел во црквата. Зашто се крштеваме? Се крштеваме заради нашата вера во воскресението Христово. Значи, ние се погребуваме со смртта, меѓутоа ние веруваме во воскресението Христово и во вечниот живот кој што ни го дава Христос. Затоа и се крштеваме, за да бидеме членови на црквата, да учествуваме во литургијата и да се причестуваме со неговото тело и крв, кој што ни е оставено како завет, како сам живот на црквата. Затоа и стануваме членови на црквата, токму заради нашата вера во воскресението Христово. Како изгледа еден пристоен христијански живот? Еден пристоен христијански живот сега би требало, ако идеализираме, да е исполнет со мир, значи со радост, со слога, секако меѓу
неговите ближни. И навистина тоа треба да се потруди човекот прво да го има во самиот себе си, па за може да го разделува на сите, затоа што смислата на човекот не е да го задржи она што му е дадено од Бога или талентите само за себе, туку да ги раздава и да им послужи на тие што се околу него, а понатаму нели и на општеството и на светот, затоа што смислата во христијанството не е само човекот да се спаси и да се освети, туку да се освети и сето создание во Бога, значи и она што нас не обкружува и она што го гледаме со нашите очи. Со која мисла треба да се будиме секое утро? Со која мислата треба да биде преточена во молитва. Значи, ако човек е христијанин, секако прво треба да се прекрсти, односно на себе да го направи крсното знамение во името на Отецот и Синот и Светиот Дух и секако најкратко може да каже Господи Исусе Христе, помилуј ми или Пресвета Богородица спаси ме и секако да се обрати со молитва кон својот светител закрилник. Ако се труди тоа постојано да го прави, секако ќе се обиде да ги прави и сите оние работи за да се вклучи во животот на црквата, како што се постот, молитвата секако претходи на сето ова и учеството во литургијата, бидејќи нема, да речам, христијански живот без учество во литургијата. Тоа така ни е дадено, осведочено ни е во Светото Евангелие, тоа така го примили и светите апостоли, го продолжиле понатаму низ вековите во животот на црквата, преку епископите, свештениците, понатаму монаштвото кое сведочи за еден живот во Христос надвор од светот и секако и самите христијани кои што го прославуваат Христовото воскресение, секако и неговата смрт во литургијата на црквата и стануваат едно преку причестувањето со неговото тело и крв. Тоа го споменуваме постојано, бидејќи начинот на кој што живее црквата е литургијата. И литургијата е начин, црквата е всушност и начин на кој што живее преку литургијата. Зошто Бог го наоѓаме во нашите најтешки моменти и како црквата може да ни помогне да ги надвладееме нашите лоши мисли? Па имаше една статистика кај што вели дека во животот ако го направиме една ретроспектива, ќе видиме дека ни се случиле многу подобри работи кои што ги забораваме и помалку лоши кои што ги памтиме. И во таа насока ние ретко наоѓаме сили да му благодариме на Бога што сме ја виделе светлината на овој ден или што сме го дочекале крајот на денот. Меѓутоа ние се определуваме за она што не тишти и тогаш во тие моменти го бараме присуството на Бога во нашиот живот да ги надминеме тие искушенија. Меѓутоа човекот е благодарствено битие, значи е битие кое што благодари. Значи најпрво човекот треба да благодари за она што го има, за она што му предстои, а сите искушенија му се дадени согласно силите кои што ги има, бидејќи Бог ги знае нашите сили и ни определува или да речем дозволува искушенија кои што би направиле подсврсти и кои што ќе ги надминеме токму со него. Затоа Бога да го бараме пред се во благодарењето и самата литургија е всушност тоа благодарење за вечниот живот, а секако и во тешките моменти кои што се неизбежни во нашиот живот, секако да го бараме Бога за свој закрилник и помошник. Ви благодарам. Ви благодариме на вас, секое добро.